спроведувањето на овој проект за засилување на мерките на енергетска ефикасност во градежниот сектор придонесуваат за превземање мерки на национално ниво за намалување на емисиите на стакленички гасови од една страна, а од друга страна придонесува и за реализација на една од директивите на Европската Унија и со самото тоа представува придонес кон имплементацијата на европското законодавство. Една од главните активности кои што беа спроведени во рамките на проектот на UNDP за енергетска ефикасност е климатолошкото мапирање на Македонија. Климатолошките податоци, како и податоците за историска потрошувачка на енергенси од јавните објекти се вметнати во софтвер за енергетски мониторинг кој ќе им биде даден на владење на општините со цел да можат да намалат потрошувачката на енергија од јавните објекти. Податоците од меѓувладиниот панел за климатски промени, кој што представува научно дело на Рамковната конвенција на Обединетите нации за климатски промени, покажуваат дека потенцијалот за редукција на емисии на стакленички гасови во овој сектор изнесува околу меѓу 5 и 7 гигатони CO2 еквиваленти на годишно ниво во зависност од големината на инвестициите. Општините се главниот фокус на проектот. Постигнавме огромен успех со формирањето на тимови за енергетска ефикасност во секоја од општините во нашата земја и со нив работиме на подигнувањето на капацитетите преку организирање на различни тренинзи и обуки. Градежниот сектор заедно со секторот индустрија и енергетска ефикасност во индустријскиот сектор и некои други сектори овозможува намалување на употребата на фосилни горива за производство на електрична енергија дури и за 50%. Значи, ова се факти и бројки кои што говорат сами за себе и за значењето на овој проект кој што го има за нашата држава и на глобално ниво. Една од главните активности во рамки на подигнување на капацитетите на локалните самоуправи беше организирањето на студиска посета во Република Чешка. Целта на студиската посета беше запознавање со EU директивите и нивната имплементација и нивна примена и успешно имплементирање во нашата земја. Денешнава посета во општина Брно, како и утрешната посета во Литомерице, ќе ми овозможат да истите примери можам да ги применам и во општина Струмица. Се стекнавме со голем број на информации за легислативата, како и практични примери кои ни покажаа што е практично она што не очекува како земја која што е аспирант за членство во Европската Унија. Овие искуства кои што ги слушнавме на овој престој, верувам дека ќе ни бидат добра практична припрема за реализацијата на овој сегмент кој што се надевам дека од 2011 во наредните 3-4 години како законска обврска ќе можеме целосно да го реализираме. Energy efficiency is a powerful tool for mitigating climate change. Improving energy efficiency can reduce investment costs into energy infrastructure, cut fuel costs and demand, and so it contributes to the overall energy independence of the country. And it's also good for the welfare of the citizens, and it can create green jobs. It's basically a win-win situation. But the challenge is big, we cannot do it all alone. We have to work together. Government, civil society, private sector, citizens, we all have to be part of the same movement. Municipalities and regional councils can play a key role in advancing the agenda. Through their decisions and investment choices, they can really drive sustainable development and green growth from the bottom up.